Јана, благодарам, како и секојаш е убаво да имаме повеќе простор за најава која што би правеле нашите гледачи со директни вклучувања. Нивните погледи се често пати интересни, не мора да се секојаш точни, меѓутоа тоа се гледачите. Гледачите ја диктираат таа, како да кажем, другата страна на камерата. И се надам дека во наредните денови ќе имаме секако повеќе прилика за вклучување на гости, но бидејќи остануваат само уште неколку минути до главниот централниот дневник на Еден ТВ, вие сте назад во отворено студио на Еден ТВ. Јас сакам со мојот колега Дејан Андоновиќ повторно поразговараме како и секојаш на една тема која што е актуелна и која што сигурно ќе фати простор, ако не во овој дневник, тогаш во информативни емисии и наназад неколку дена и оние што следуваат. Дејан, се чини дека светот доаѓа на работот жестока трговска војна која што се води помеѓу Соединетите Американски држави и Кина. Туку што се најавија нови санкции или трговски санкции од страна на американците на кинезите, а кинезите ќе вратат, предпоставам, жестоко веќе во наредните денови. Секојдневно има санкции. Секојдневно гледаме информации како Вашингтон воведува кон Кина, Кина автоматски после 15 минути прави контрамерки. До сега, според оно што успевам да гледаме, околу 6000 производи кинески се под санкции, под зголемени царини, а од друга страна 3500 американски производи, како што се, не знам, помели авиони, компјутери, текстил, хемикали, месо, вина, американски кои треба да додат во Кина, се под дополнителни царини. Значи, секојдневно се зголемуваат тие. И се чини дека подпредседателот на кинеската влада ја откажа посетата на Вашингтон, каде што токму требаше да водат стопирани се преговорите. А денешните информации што ги читам по меѓународните тикери на големиве агенции, дека многу светски компании размислуваат и веќе почнуваат да се повлекуваат од своите производства и своите централи од Кина, плашејќи се токму од американските санкции. Токму така, но новите американски санкции се насочени пред се на војната индустрија. Односно, американците не може да им простат на кинезите, кои нарачуваат руски борбени авиони и оној фамозен противвоздушен систем С-400, кој ние не сме експерти, но колку што успеваме да видиме, оној кој го има тој С-400 практично го заштитува небото 100%. Тоа е сега ова што го извезуваат на Сирија после на несреќа што има, така. Таму има С-200, еден малку постар. С-300 има таму, но кинезите земаат С-400. Што е целиот трик? Американците не може да им простат на кинезите, бидејќи кинезите купуваат руско оружје, а во исто време ги прекопируваат американските технолошки достигнувања во војната индустрија и оттаму практично се посупериорни од американците. Ми се чини дека кинескиот пристап со години назад е релативно едноставен. Тие купуваат совршени производи од Западот, потоа ги расклопуваат, наново ја гледаат технологијата, начинот како се составени, потоа само ги препакуваат и ги продаваат потоа на целиот светски пазар за значително помалку пари. Најголемата уствари забелешка на Вашингтон кон Пекинг е правото на интелектуална собственост. Ние знаеме дека кинезите не развиваат технологија, туку само онака популарно речено копи-пейст прават и ја продаваат поевтино. Знам дека имаше голем спор со Сименс, со брзите возови на Сименс пред повеќе години, кога кинезите купија, ако не се лажем, два такви воза, ги расклопија, ги составија наново, ги префарбаа наново со нова опаковка и почнаа да ги нужат низ целиот свет за значително. Бидејќи денеска во суштина главниот трошок на целата индустрија во research and development, во нешто се инвестира во знаење, а не во пакување. Па ќе го споменеме само зошто Соединетите Американски држави направија санкции за увоз на кинески мобилни телефони од Huawei. Huawei ги прекопируваше iPhone-овите, ги преработуваше и поевтино ги продаваше на самите американци. Американците не се патриоти кога се пари упрашаат. Да, тоа една страна е одлично за светските пазари и ние можеме да купиме поевтини телефони од она што ни ги нудат, да речеме, западните фирми. Од друга страна, реално е тоа удар врз нешто што е најсветово практично во производството, а тоа е ноу-хауот, тоа е уствари интелектуалната собственост која се крие за производите. Тоа се и мерките на, според експертите, и она што можеме да видиме е американците, односно Трамп сака да ги принуди кинезите да дојдат до тоа прашање на преговори, Кина да прекине да ја краде интелектуалната собственост. Но ја повторно ќе се вратам како еден мал куриозитет да кажам дека последните санкции кон Кина се пред се ради воената индустрија. Американските најсовремени технолошки дронови летаат над
земите кои се на некој начин непријатели на Соединетите американски држави. На секој начин, да, има цели региони кај што најновите тоа дронови летаат над Иран. Иранците успеа да урнат неколку такви најсофистицирани дронови, веднаш ги префрлија во Кина, кинезите го склопија за поевтини пари и сега го продаваат како нивен производ. Во секој случај никој не би купил американски, кога може исти такови кинески за ефтини пари. Што ќе биде последицата врз светскиот пазар од ова? Проценките се дека доколку вака продолжи, следната година веќе ќе имаме целосен економски хаос, а може и некаква војна. Бидејќи морам да потсетам дека кинезите го контролираат веќе африканскиот континент, а од таму сериозно успеваат да направат и ефтина работна сила и да продаваат. Пола од африканските држави се кивни на запад, купуваат кинеско оружје. Кинезите таму прават голема воена база. Тоа е само вовед во еден понатамошен голем конфликт во светот. Ми се чини дека од онаја што јас го следам е дека се повеќе се најавува и можност од нова финансиска криза. Да. Бидејќи се тие работи некако туку секако побрзо. Сашо, русите, па и кинезите и тие Брекзит држави веќе почнаа да го заменуваат доларот за меѓународна употреба со еврото. Тоа е дополнителен удар на американскиот. Сепак најголемата економија во светот, тоа е американската, се чини дека застанува зад идеите на претседателот Трамп со еден агресивен пристап за кратко време да се постигне, барем тие така се надеваат, она што претходните американски администрации не успеваа во сите тие договори и преговори особено со кинезите. Денес скрибавме изјава од Белата куќа каде што велат дека ова не се мерки на Трамп. Трамп само продолжува со стратегијата на САД да се справи против Кина и другите држави кои ја крадат интелектуалната сопственост. Добро, јас мислам дека се тоа минутите со кои што се обидовме на кратко да образложиме една голема светска ситуација со колегата Дејан Андоновиќ околу тоа што може на крајот на криштата и нам утре да ни се покаже како последица од сигурно дека ќе почувствуваме. Така е, бидејќи светската економија е глобализирана, парите немаат националност, се е поврзано. Во секој момент некој негдека е собственик на некои акции кои што играат на некои меѓународни пазари, берзи и така. Судирот на големите влијае многу врз малите. Така е. Добро, јас овдека би ја завршил нашата дискусија за овој проблем, бидејќи сега следува се разбира централниот дневник на 1 ТВ, кое што со колегата Александар Петрески ќе имате можност да ја проследите, бидејќи мислам дека и денешниот ден Александар беше исто толку густ како и овие изминати денови. Токму така, Ордановски, изминативе недели, изминативе денови се токму така како што рече густи, следуваја голем број на посети и сето тоа во пресред на референдумот на 30 септември. За сите овие информации кои што ги подготвиме во вестите, почнуваме веднаш по кратката најавна шпица. Со тоа што само уште да најавам дека ние ќе се вклучиме после дневникот во 21 часот со интересни соговорници со кои што ќе продискутираме за теми кои што не дали на друг начин се повторно врзани за политичката реалност во Македонија. Останете со 1 ТВ, после централниот дневник на телевизијата се гледаме повторно со мене и со моите гости во дебатната емисија.